втор ден градоначалникот на Штип Иван Јорданов на средби со граѓаните кои даваа своји предлози за распределба на буџетот за 2024 година. Најчесто она кое што го бараат граѓаните е решавање на комуналните проблеми на микрониво во повеќе населби, во повеќе урбани заедници, но освен комуникација по однос на ова, разговараме и за суштинските потреби и промени кои што треба да се случат, а се поврзани со нашиот град во 2024 година. Она кое што ние го планираме преку буџетот во следната година е реализација на одредени проекти поврзани со сообраќајниот метеж, покривањето на градскиот пазар, реализацијата на булеварот Партизанска, промена на водоводната мрежа преку распишување на референдум и обезбедување на средства за овој зафат кој што е суштинска потреба во нашиот град. Жителите поделени по урбани заедници излегоа со повеќе предлози. Конкретно еве во Исарот имаме предлог да се направи улицата Белкамен, да се смени 60 годишната водовод и канализација, улица Ванчо Прке кракот испод музичкото школо, да се асфалтира или бетонира. Има и ситни други работи, па има и од други урбани заедници и тие ќе кажат нешто. И се дадоа одредени предлози за санирање и реконструирање на подземна канализациона и водоводна мрежа и комплетно санирање на одредени улици. Веќе е во тек започнато реконструирање и санирање на Пиринска, каде што целосно е завршено, Добре Радосавлев, 19-та бригада. Веќе беше спомнато и одредени луѓе, конкретно Добре Радосавлев. Исто така ќе биде спомната и улицата Корушка, која што е мала улица. Така во другиот дел, во делот каде што е од страната на зграда Промаја, ќе биде и улицата Тодор Чучков најверојатно реконструирана. За наредната година Јорданов планира уште повеќе проекти и поголема динамика од овогодишната. Па крајната цела е да ја подобриме динамиката во работењето, ако изминатата, односно еве 2023 година, која што е година веќе во заминување, имавме одреден број на проекти кои што ги завршивме и ги реализиравме. Тенденцијата е да го зголемиме тој број, да го зголемиме буџетот за капитални инвестиции. Јас се надевам дека во тоа ќе успееме, затоа што еве веќе го планираме буџетот и со оглед на околностите убеден сум дека во 2024 година ќе имаме историско највисоко ниво на планирани проекти и на буџет за инфраструктура.